Роберт, втора сезона во сениорската прва одбојкарска лига на Македонија за Пелистер волеј. Повторно со млади сили претпоставувам. Еве најпрво како течеа подготовките и кои се амбициите за оваа сезона? Така, значи прво благодарност до Мега телевизија за укажаната можност да имаме каде да се промовираме. Точно така како што рековте, ова е втора сезона за нас и повторно со истите сили, со истиот состав. Работиме макотрпно, јас и првиот пат кога разговаравме кажав дека ова ќе биде една долга приказна, значи почнуваме на здрави нозе и се надеваме дека ќе доживееме поголем успех. Да, стартуваме со истите сили, со истите оние девојки од лани. Нормално се подготвувавме напорно цел летен период, практично и да немавме одмор, освен оние 10 дена во летниот период. Инаку од 4 август наваму работиме континуирано, имавме базични припреми, имавме специјални припреми, работиме во теретана, напоредно и во сала и сега од септември месец, значи почнавме со уигрување на екипата, она што треба да предстои за оваа сезона. Се надевам дека ќе имаме еден успешен старт, дека сме позрели и поискусни од минатата година, дека ќе имаме подобар резултат нормално. Сепак сакаме чекор по чекор да ги градиме нашите успеси. Каков е квалитетот на лигата годинава и еве кои ги сметате за директни конкуренти, би рекол, за пласман на табелата? Така, значи лигата ова година е посериозна и е во проширен состав, значи лани имавме 8 екипи, ова година имаме 10 екипи, имаме два нови прволигаши, тоа е екипата на Планет од Скопје и екипата на Виктори Волеј од Струмица. Екипата на Планет од Скопје е нашиот и прв противник, да речем, во првото коло. Утре практично гостуваме во Скопје, во салата на Факултетот за физичка култура, тоа е наш прв дуел. Прв пат се сретнуваме со нив, она што имаме за нив информација, бидејќи се нов клуб во првата сениорска лига, дека сериозно пристапија оваа година, затоа што имаат доста, во непреоден рок, доста играчи преминаа во овој клуб. Веројатно се надеваат на висок пласман, но и ние сме тука да изненадиме во смисла на девојките работат континуирано заедно и тука е нашата предност, нашиот тимски дух, мислам дека ќе имаме што да покажеме во утрешниот ден. Инаку во однос на оние конкуренти кои ги спомнавте во однос на табелата, сметаме дека ова година имаме далеку поголеми шанси во однос на минатата и ќе се обидиме да избориме пласман во плейофот на Република Македонија. Пелистер волеј полека, но сигурно покажува и докажува дека израснува во еден сериозен клуб. Па еве какви се амбициите за понатаму, за годините кои што доаѓаат, дали тимот повторно ќе се базира на овие млади сили, на тие што излегуваат од клубот, или пак какви се замислите на вас тренерите најпрво? Так. Замислите се базата да биде сепак тука од Битола, значи од овие девојки кои што ние ги градиме како играчи, нормално со подобри финансии од овие кои се сега, зошто да не и неколку појачувања во екипата, со што би биле директни конкуренти во врвот на табелата. Меѓутоа за сега како што стојат работите, екипата е таа која што е. Ние сме задоволни и сметаме дека и со овој состав имаме навистина реални шанси за брзо време да имаме и далеку поголеми успеси од минатата сезона. Роберт, ти благодарам, ти посакуваме најпрво да имате успешен старт на сезоната и секако многу успеси во истата. Ви благодарам и вас, се надеваме на долга соработка, сезоната ќе биде долга. Ќе се надпреваруваме во сите категории, вратите за вас се секогаш така отворени и ви благодарам уште еднаш на укажаната можност.